Тарифно распоредување. Во Република Северна Македонија се произведуваат бројни и разновидни добра, но сепак се јавува потребата за увоз на одредени производи од други држави. При увозот, овие производи треба да бидат предмет на царинење од царинската служба. За таа цел, царината мора да ги има следните три важни информации. Под 1. За какви производи станува збор. Под 2. Која е нивната земја на потекло. Под 3. Колкава е нивната вредност. Во ова видео ќе објасниме како царината одредува за какви производи станува збор. Овој процес се состои од тарифно распоредување на производите. Сите производи со кои се тргува на меѓународно ниво се идентификуваат по тарифниот број. Овој број, попознат како тарифна ознака, може да се најде во царинската тарифа. Царинската номенклатура се базира на меѓународниот хармонизиран систем, или ХС, што е дизајниран така што обезбедува метод за распоредување на сите добра со кои се тргува на меѓународно ниво и ја сочинува основата за царинските тарифи на повеќе од 200 држави низ светот, вклучувајќи ја и Северна Македонија. Ова представува околу 98% од вкупната трговија во светот. Секој предмет што се увезува мора да биде означен со така наречен царински тарифен број, што значи дека постојат буквално илјадници различни такви броеви. Секоја тарифна ознака содржи глава, тарифен број, тарифен подброј, подброј специфичен за државата. Секоја глава од царинската тарифа се однесува на група на производи, што понатаму се поделени по тарифни броеви и тарифни подброеви. Например, глава 04 се однесува на млечни производи, како млеко, сирење и јогурт. Глава 64 се однесува на обувки, како чевли, патики и чизми. Глава 87 се однесува на возила, како патнички автомобили, автобуси и камиони. Глава 92 се однесува на музички инструменти, а глава 92 тарифен број 9201 се однесува на клавири. Тарифниот подброј 920110 се однесува на пијанина, а тарифниот подброј 920120 се однесува за концертни клавири. Тарифниот број 9202 се однесува на други жичани музички инструменти, како гитари, виолини и харфи. Тарифниот подброј 920210 е за гудечки инструменти, додека тарифниот подброј 920290 за допирни инструменти. Царинската тарифа ги определува и идентификува производите уште поблиску, со помош на 10-цифрена шифра, а со цел да ги пресмета царинските давачки што се однесуваат на увезените производи. Во следните примери ќе ги покажеме царинските давачки за некои производи во Северна Македонија. Имено, стапката на царина за јаболка изнесува 50%. Процентот е толку висок од причина што Северна Македонија има сопствени производства на јаболка. Понатаму стапката на царина за обичен јогурт изнесува 25%, но стапката на царина за овошен јогурт пак изнесува 20%. Одредени добра што иако по природа се многу слични, имаат различни стапки на царина. Затоа, правилното распоредување и определувањето на точната тарифна ознака е од голема важност. Стапката на царина за нови автомобили на бензин изнесува 5%. Северна Македонија нема сопствено производство на автомобили, па затоа оваа стапка на царина е прилично ниска. Стапката на царина за замрзнати морски риби и компјутери изнесува 0%, од причина што Северна Македонија нема излез на море, како и поради државните напори компјутерите да се постојано и лесно достапни на сите граѓани на Република Северна Македонија. Дури кога стапките на царина изнесуваат 0%, определувањето на точното тарифно распоредување е важно за статистички цели. Доколку сте заинтересирани за повеќе информации, може да ги најдете на customs.gov.mk.